Понеделник 8 јули, кратки вести во 12 часот. Информацијата дека за автопатот Кичево Охрид лани биле потрошени околу 65 милиони евра, 18 милиони повеќе од 2022 година, е помеѓу најкоментираните деновиве на Facebook профилот на Охрид Прес. Податоците се дел од годишниот извештај за работа на државни патишта за минатата година. Читателите на Охрид Прес се револтирани од брзината со која се одвиваат работите и потсетуваат на огромните средства кои се потрошени, прашуваат кој ќе сноси одговорност и ќе ги врати вишоците на исплатени пари и бараат да се изнајде максимално брзо решение и конечно да заврши изградбата на овој патен правец, на кој годиниве наназад е зголемен за неколку пати бројот на сообраќајни незгоди, од кои дел и со трагични последици. Млади архитекти, учесници на 11-тата меѓународна летна школа за архитектура и дизајн презентира инспиративни решенија за нов современ изглед на некогашниот бисер на Охридската ривиера хотелот Палас, изграден во далечната 1958 година, дело на реномираниот словенечки архитект Едо Михевц. За архитектите неспорно е дека хотелот Палас заслужува повторно да блесне со целиот свој сјај. Тие нудат две алтернативи со кои ќе се оствари оваа цел. Првата предвидува реконструкција на постојниот објект со негово проширување преку примена на најсовремени стандарди и нормативи во оваа област. А втората опција е изградба на целосно нов објект согласно најновите стилови и трендови во урбаната архитектура. И за обете опции неопходно е да се изврши адаптација и проширување на постојната градежна парцела. Периодов наназад се значително подобрени условите за работа во специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања во Охрид, како дел од проект на Центарот за развој на југозападниот плански регион. Поставена е нова термофасада на целиот објект, реконструкција на кровот и кровниот покривач, како и замена на столаријата во објектот. Набавен е и нов софистициран ултразвучен ехоапарат вреден скоро 3 милиони денари. Последната фаза од проектот ќе биде тековно сервисирање и одржување на постојниот информационен систем и надградба на модулот за интервентна кардиологија, развој на нови модули и набавка на опрема кои се дел од компонентата за дигитализација. Вредноста на градежните зафати изнесува над 17 милиони денари. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, дува умерен до засилен ветер од променлив правец. УВ индексот е 9, максималната температура во Охрид до 33 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.